Министерке, Министерството за труд и социјална политика според сите извештаи и анализи е еден од владините ресори во кој што се вршени големи изборни манипулации. Се споменува злоупотреба на службена должност, постојат факти за злоупотреба на службена должност, а во исто време притисоци врз социјално загрозените, ранливите категории граѓани. Социјалната помош и другите надоместоци во исто време се предмет на уцени и купување гласови помеѓу гласачкото тело. Евидентирани се случаи како раководители на центри за социјална работа токму на денот на изборите во април 2014 година подвитуваат граѓани, социјално загрозени граѓани со давани решенија како нови корисници на социјална помош. Многу од овие случаи се дел од нашите анализи кои се документирани во цивил и систематизирани во брошурата со наслов "Злоупотребите на социјалната правда, нокаут за демократијата и владењето на правото". Вие бевте делегиран од Социјалдемократскиот сојуз за министер на овој ресор со првиот постигнат договор меѓу политичките партии. Започнавте да работите, најавивте многу мерки, евидентиравте многу случаи на злоупотреби и ги соопштивте на јавноста. Меѓутоа, во следен период од преговорите, едноставно мораше да се повлечете од оваа функција, а дополнителниот сега министер Диме Спасов повторно седне на министерското место, сега пак ја презетовте вие функцијата. Што конкретно може да се очекува на овој план? Или за почеток, нашето прво прашање би било, дали воопшто може да остварите контрола врз овој ресор на 9 дена до почеток на изборите кои се од историска важност? Ако ги земеме во предвид сите овие информации кои што ги изнесовте предходно, во делот на сите злоупотреби кои што се нотирани од страна на вработени во центри за социјални работи низ Република Македонија, од страна на вработени во Министерство за труд и социјална политика, а поврзани со изборите, јас само ќе додадам неколку. Поаѓајќи токму врз тие анализи и почнувајќи да ги разгледуваме сите проценки и сите нотирања што ги имаме во извештаите на меѓународни организации, но и пријави од граѓани, успеавме да ги детектираме клучните точки каде што се прави најголемото влијание и најголемата злоупотреба од страна на службени лица на ранливите групи, социјалните случаеви, пред и за време на изборите. И токму и тука се сконцентриравме да ги изнесеме сите наши механизми за контрола кои што верувајте успеавме да ја воспоставиме, имајќи во предвид дека во меѓувреме направивме многу работи кои што за јавноста можеби не се толку видливи, но се функционираат на терен. Во мојот прв мандат утврдивме не законски статус и незаконско работење на многу директори на центри за социјални работи, кои што и во претходните мандати кои што ги имале правеле одредени видови на злоупотреби, тоа го покажуваат инспекцијските надзори кои што ги започнавме и се уште траат од минатата година, од декември месец. И настанаа многу и случаи случаи на разрешување на истите тие директори и заради одредени злоупотреби, но и заради нотираната неисполнета обврска за подпишување на менаџерски договор, во кој што пак се регулираат сите останати прашања и обврски во вршењето на директорската функција. Кога видовме дека многу од центрите за социјални работи во периоди кои што се нотирани како предизборие, почнувајќи од 2011, 2013, 2014 година и сега овој период, си приуштувале многу повеќе од она што им било во службена и во надлежност, одлучивме да направиме и одредени ригорозни забрани за одредени прашања и одредени права што ги имаат директорите, но пред се мислевме на укажувањата од Законот за спречување на корупцијата, од Изборниот законник и од сите законски обврски што ги имаат директорите во овој период да се воздржат од било какво агитирање во служба на партиите и да ги насочат вработените во вистинската нивна
работа, грижа за граѓаните, наспроти она што го нотиравме во минатото како теренска активност на службените лица, не од аспект на вработени во центри за социјални работи, туку од аспект на агитатори од страна на политичките партии. И затоа дадовме една писмена наредба која што стана обврзна и за директорите и за секој вработен во центрите за социјални работи, да се ограничат одредени активности кои што може да се злоупотребат. Сите вработени во центрите за социјални работи, вклучително и директорите, се запознаени со таа писмена наредба, се лично подпишани и од тога ние го црпеме и нашето право да ги ограничиме, односно да ги санкционираме директните влијанија на тие службени лица на терен. И само за јавноста ќе кажам дека во моментот имаме 18 опомени, писмени опомени до директори на центри за социјални работи и повеќе од 36 писмени опомени до вработени во центри за социјални работи за кои што имаме докази и евиденции дека за време на работа или надвор од работно време се представувале како службени лица од центри за социјални работи и агитирале кај социјални случаи за права за кои што немаат право да им прибираат документација и податоци од граѓаните во нивните домови, бидејќи за јавноста, еве еден податок, обновата на правата кај што од социјална и детска заштита, што секоја година се вршеше во ноември месец, сега заради изборниот период со одлука на министерот, односно со моја одлука, е преместено од 19 декември и ќе трае до 27 јануари, токму како една од мерките за стопирање на секако вид на злоупотреба на корисниците на социјална помош и други права од социјална и детска заштита во предизборието во кое што службени лица ќе одат на терен и ќе агитираат за одредена партија. Во контекст на ова исто така сакам да кажам дека најголем број на злоупотреби на овие овластувања што ги имаат службените лица во центрите за социјални работи се користат за правото на туѓа нега, бидејќи знаете дека тоа е малку поголема процедура, вклучени се и други институции во самата постапка за добивање на право на туѓа нега, но дел од вработените оделе од врата на врата и прибирале одредена медицинска документација за корисници на правото, под некаков изговор дека во теке некаква обнова на тоа право. Ние ги задолживме сите надлежни комисии кои што работат на тие прашања да го стопираат решавањето и издавањето на позитивни и негативни решенија по правото на туѓа нега, само заради фактот што и службеници од Министерството за труд и социјална политика се потврдило во минатото дека во одредени центри за социјални работи биле лоцирани во хотели, пишувале решенија за туѓа нега и други права од социјална заштита, ги делеле како изборни ветувања на корисниците, само за да изнудат глас за владеачката партија. Токму заради ова превенција на вакви злоупотреби, направивме многу строги забрани и по однос на таа работа поврзана со правото на туѓа нега, но и со сите други права. Ќе успеете ли да ги стопирате партиските активности во просториите, во канцелариите на центрите, за кои што постојат сериозни индикации, но и факти дека функционираат досега, особено во период на предизборие, на анимирање на членството кој што е вработено како партиски кадри во сите институции за одење по митинзи? Знаете, ние секаде каде што имаме дојава дека се случува партиска агитација, било каков притисок на администрацијата во однос на овој период пред избори, секогаш реагираме на начин како што е соодветен. Преку нашите служби за инспекција во Министерството, но тука не ги вбројуваме само центрите за социјални работи, тука ги вбројуваме и јавните установи за детска заштита и градинките. И морам да напоменам дека во овој изминат период ние постапивме во повеќе од 10 инспекциски надзори во градинки во низ Република Македонија и спречивме токму таква
партиска агитација и партиска активност на активисти на Унија на жени на владеачката партија, на одредени партиски представувања на кандидати од изборна единица 4 во простории на градинките со вработени. Понатаму постапувавме по представки на родители кои што укажуваат дека многу од градинките биле празни во работно време во кое што морале да исполнат партиска наредба од директорот за да се појават на митингот во Охрид на владеачката партија, но сето тоа и сите тие наредби кои што ние ги упатувавме до јавните установи за социјална заштита и за детска заштита во овој случај на градинките, во јавноста од провладините медиуми беа представувани како некакво неразбирање на законот од страна на министерот или за некакво менување на работното време во градинките од страна на министерот. И тука сум должна за јавноста да појаснам, особено за родителите, бидејќи никој родител не го остава детето да биде предмет на некаква партиска манипулација. Ние ги подсетуваме сите вработени во јавните установи за социјална и детска заштита и грижа дека секоја партиска активност за време на работа е строго забранета и ќе се санкционира согласно закон. Во таа насока веќе издадовме прекршочни мерки на неколку директори на градинки во Република Македонија. Не се сите лоши градинки, не се сите градинки во кошот на овие кои што ги спомнав дека работеле и извршувале одредена активност во корист на политичка партија. Меѓутоа, она генерална превенција која што мораме да ја направиме во овој период е токму нотирање на исклучивата обврска за грижа за децата и не злоупотреба ниту на вработените во партиски цели, а најмалку на децата. Колку верувате дека ќе успеете во своите активности со оглед на тоа што вие ги посетивте и посетувате континуирано центрите за социјална работа во моментот на вашето доаѓање? Меѓутоа, вашиот заменик, или поточно кажано дополнителниот министер Диме Спасов, се уште ужива симпатии меѓу голем дел од вработените партиски кадри во сите овие институции кои што и натаму покажуваат голем степен на лојалност и кои што сигурно инсистира и во овој период според сите овие сознанија кои што и вие ги имате да одговараат тие вработени, таа армија на партиски кадри кои натаму остануваат војници на власта да одговарат на полиците. Партиските кадри кои што кажавте дека дополнителниот заменик министер ужива одредени симпатии, се актуелниве директори на центрите за социјални работи кои што еднаш беа разрешени заради незаконското работење од моја страна во првиот мандат, за да експресно владата повторно ги врати на раководните позиции во мандатот на мојот претходник, сега дополнителен заменик министер, за да по моето второ доаѓање до скоро 5-6 ноември тие бидат на боледување, во најголем дел директорите да бидат на боледување и да си го продолжат, да ја продолжат работата под донесувањето на одлуката за распишување на избори, кога на сите функционери и раководители им се забранува било какво разместување, разрешување, дури па и по однос на некакво незаконско работење. Во таа насока функционира се уште таа партиска координација што ја прави и дополнителниот заменик министер со нивните директори, би рекла, затоа што во најголем дел јас не можам да кажам дека соработуваме во она искрена комуникација која што е потребна во овој период да обезбедиме фер услови за избори и отстранување на најмалото влијание и злоупотреба на социјалните случаи во предизборни цели. Но дополнително сакам да кажам дека наспроти она што го правам јас како министер за труд и социјална политика со целата грижа и посветеност овој период да биде во функција на регуларни фер избори со отстранување на сите можни злоупотреби на ранливите групи во овој период, дополнителниот заменик министер скоро и да не го гледам, дека доаѓа на работа, го гледаме во време на работа на партиски активности, што не е случај со министерот кој што сите партиски активности како кандидат за пратеник ги остварува по работното време. Гледаме дека дополнителниот заменик министер промовира партиски политики и мерки наспроти грижата за
толку бранетите права од законот за влада, кои што во претходниот мандат наводно му биле нели ускратени, сега во периодот кога навистина треба да има некаква соработка по однос на заемното остварување на одредена функција во цел на демократски и слободни избори и попречување на злоупотреби за време на избори, тој користи ресурси на други државни институции, верувам во партиски цели, бидејќи се покажало дека ги нема службените активности во службената евиденција на Министерството за труд и социјална политика, така што тие прашања веќе се толку очигледни, што мислам дека нема потреба на јавноста да им објаснуваме кој за што се грижи. Ако се испраќаат различни пораки, добри ден. Од една страна е министерот за труд и социјална политика именуван од СДСМ кој се бори, како што демонстрирате и во јавноста со вашите пресконференции постојано дека се борите да ги доведете работите во ред, да ги спречите овие изборни манипулации на терен. Од друга страна, во рамките на истото министерство во истиот момент паралелно функционира дополнителниот министер од ВМРО ДПМН, кој што и покрај тоа што направи злоупотреба на ресурсите на министерството, предизвика 2 сообраќајни несреќи во една ноќ, за кои што сигурно дека ќе се водат натаму постапки кои треба да утврдат што точно се случи, ако на јавноста е јасно, и натаму е на таа работна, на таа функција, на тоа работно место. Значи, граѓаните треба да примаат ресонантни тонови што се случува со ова министерство. Значи, тоа што го зборувавте досега зборува за политичката зрелост на функционерите во министерството, и јас не би ја коментирала политичката зрелост на мојот дополнителен заменик министер, имајќи во предвид дека сето ова што се случи како неодговорно работење во изминатиот период кога се бараше понесување на одговорност заради злоупотреба во приватни цели на службени возила на Агенцијата за вработување на Република Македонија, што требаше да заврши со понесување на политичка одговорност, гледате дека провладините медиуми направија од сторителот направија жртва и тоа е веќе познато во јавноста. Она што јас сакам да го кажам за јавноста, што е многу важно да го разбере, е дека го спречивме партиското функционирање во министерството, со сигурност, затоа што кабинетот на дополнителниот заменик министер функционираше како партиски штаб на ВМРО ДПМН во Министерството за труд и социјална политика. Бидејќи на ниту еден аргумент, на ниту едно постапување, законско постапување на министерот за труд и социјална политика за редовни или воредни инспекциски надзори, од кои што произлегува податоци и докази и факти за злоупотреба, не следува соодветни постапувања од страна на дополнителниот заменик министер, бидејќи тоа се вршело во неговиот мандат и тој има одговорност во делот на контролата на законитоста на работењето. Вие гледате партиски соопштенија и партиски реакции од неговиот кабинет, за кои што верувам дека не ги пишуваат во кабинетот, туку им ги пишува централата на ВМРО ДПМН во соседната зграда, и гледате нарачани текстови во интернет порталите кои што со сејот глас и со целиот напор сакаат да фрлат дамка на досегашното работење мое во Министерството за труд и социјална политика, изнесувајќи некакви неточни факти кои што за јавноста се потврдуваат дека не се точни. Но она што јас сакам да го кажам исто во овој период е дека комплетната непосветеност на толку големата промовирана и искажана заложба за грижа за граѓаните од страна на представниците на ВМРО ДПМН во Министерството за труд и социјална политика, зборува за тоа политичко лицемерие за кое што јас зборував сиве овие изминати месеци, денови и години наназад, а тоа е лажната промоција за грижата за социјалните случаи и за нивните права, лажната промоција за грижа за децата и лажната промоција за грижата за возрастните, односно за пензионерите. Преку сервирање на неточни информации во јавноста и по однос на покачувањето на пензиите, и по однос на некаква посебна грижа за децата и отварање на некакви нови објекти, промовирани како отварање на нови градинки, наспроти нели сечење на лента на една занимална и оставање на пропаст на многу други
активни градинки кои што имаат сериозна финансиска потреба за да бидат реновирани, реконструирани или да бидат згрижени децата по сите стандарди кои што ги пропишува самото министерство. И од тука јас апелирам до јавноста и до сите граѓани на Република Македонија да пријават секаков нотиран вид на злоупотреба од страна на политичарите, независно од која политичка партија доаѓаат, на ранливите групи, социјалните случаи, децата и старите лица во партиски цели во време на избори, бидејќи гледам дека агендата на ВМРО ДПМН опфаќа многу активности кои што зад превезот на заменичко министерска агенда се промовираат како партиска активност во делот на промоција на програма на ВМРО ДПМН и на сите останати, да кажеме, политики кои што сиве овие години сведочиме до какво дередже го доведоа населението во Македонија. Според ова што го кажувате, уште еднаш би ви прашала колкава е вашата контрола врз Министерството за труд и социјална политика? Фактот дека ние веќе постапуваме по многу од прашањата и фактот дека многу од директорите после укажувањата писмени и после предупредувањата пред кривични пријави го регулира нивното однесување, односно го доведоа во рамките на дејствувањето согласно закон, зборува дека целта е постигната. Нашите екипи по однос на инспекцијските надзори се постојано на терен, се оди во ненајавени инспекции, се постапува по представки на граѓани. Имаме подготвено повеќе пријави кои што ќе ги проследиме до надлежни институции, кои што ги следат активностите на државните, на јавната администрација и на политичките партии во овој предизборен период и очекуваме тие да завршат онака како што треба. Нам поцивно ми е јасно дека многу граѓани се обесправени, скратено им е правото на социјална заштита по многу основи согласно законската регулатива, дека тие не добиваат здравствена заштита. Вие во вашето последно интервју за ЦИО изјавивте дека некаде околу 5600 семејства, поточно околу 26.000 граѓани на оваа држава се спречени, односно скратено им е правото да добиваат социјален надоместок. Што од тогаш направивте до денеска? Како, дали воопшто овие граѓани ќе може да го остварат натаму правото, бидејќи зборувате и тврдите дека се залагате за подобрување, за примена на законот и за подобрување на состојбата на социјално ранливите категории. Што се овие конкретно 26.000 граѓани на Македонија обесправени поради политиките на вашиот претходник? Да бидам појасна. Значи 5600 лица во обновата на правата за 2015 година го изгубиле правото на социјална заштита. Ако останува збор за 5600 лица, кои што во просек по 4 члено семејство, останува збор за 26.000 граѓани во Република Македонија, кои што заради укинатото право на социјална заштита немале можност да се здобијат со парични средства од социјална заштита и да остварат екзистенцијални права. Имајќи во предвид дека дел од тие 5600 лица кои што изгубиле право на социјална помош, 2200 изгубиле заради брзиот трансфер на пари, односно промената на правилникот и ретроактивната примена на правилникот кој што е донесен од страна на мојот претходник, а укинат од моја страна во јануари заради противуставноста на самиот правилник, зборуваме за инспекторирање на овие 2200 случаи, кои што во овој изминат период се коригирани во најголем дел. Центрите за социјални работи донеле нови решенија, каде што им се уважува нивната жалба и е решено согласно актуелните законски одредби. Меѓутоа, останува обврската дополнително да се решат случаите кои што имаат побарувања од страна на извршители, од страна на суд, заради враќање на средствата што ги примиле во 2014 и 2015 година. Значи, заради ретроактивната примена на правилникот, донесен од страна на Диме Спасов во јануари и февруари минатата година, голем број од граѓаните, заради брзиот трансфер и несоодветната примена на тој правилник, изгубиле право на социјална заштита.
Заради тоа и заради многу други утврдени пропусти, сега во оваа обнова, која што ќе се изврши, како што напоменав, од 19 декември до 27 јануари, се применува правилник во кој што брзиот трансфер не се третира како приход во семејството и критериум за губење или добивање на право на социјална заштита, но и многу од веќе оспорените решенија по кои што не било решено, а стануваше збор за повеќе од 1400 решенија кои што не биле обжалени, а не биле решени во мандатот на Диме Спасов. Значи, оваа бројка е значително намалена и во мојот, сега веќе втор мандат, можеме да кажеме дека оваа бројка е значително намалена заради исправање на грешките од минатото и очекуваме бројката да се намалува, односно да бидат сите права и барања од граѓаните разгледувани објективно и врз основа на законски утврдените критериуми. Може да дискутаваме не и бројот на невработени во државата. Според податоците кои што пред да дојдам уште еднаш ги проверив на интернет страницата на Агенцијата за вработување, стои дека невработени лица во оваа држава, нели граѓани кои што бараат работа паралелно, се 192.146 граѓани. Меѓутоа, избирачкиот список што ДИК го затвори пред неколку дена, го потпиша, брои некаде околу 250.695 гласачи, значи граѓани работоспособни, кои се наоѓаат во странство, дел од нив, најголем дел, 230, бидејќи се на привремена работа, не сакаат да гласаат до моментот, не се јавиле, но сите преку 250.000 се работоспособно население. Каква е реалната слика? Со Агенцијата за вработување на Република Македонија раководи неодговорен директор, кој што неодговорно управува и со ресурсите со кои што располага Агенцијата, меѓутоа и самиот ревизорски извештај укажува на голем дел на нерегуларности во самото работење. По однос на бројката на невработени, вие направивте одлична анализа и по однос на отсутните од Република Македонија, односно оние кои што се надвор од Република Македонија, актуелнава бројка на вработени. Морам за јавноста да бидам прецизна и да укажам дека методолошката рамка по која што Заводот за статистика ги ја пресметува бројката на невработени во Република Македонија е по застарена методологија и врз основа на застарени бројки. Овие луѓе кои што заминале надвор од Република Македонија по административен пат, заради непријавување во Агенцијата за вработување, тие се бришат по автоматизам. Значи, самиот пат на бројот на невработени во рамките на бројката со која што располага Агенцијата за вработување, веќе се намалува заради административното бришење на луѓето кои што не се пријавуваат како невработени во самата агенција. Дополнително, ако земеме во предвид дека бројката на невработени падна значително и по проектот Македонија вработува 1 и 2, меѓутоа морат граѓаните да имат во предвид дека самото намалување на таа бројка согласно тој проект значи работа или вработување на штета на вработените граѓани, затоа што за нив не се плаќаат придонесите во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, односно сите 19.600 вработени по Македонија вработува 1 и сега веќе 3.000 вработени во Македонија вработува 2, кој што ќе трае до јуни наредната година, се водат како вработени, примаат плата, меѓутоа за нив во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување не течат социјалните придонеси, односно тие ќе ги немаат како стаж евидентирано работата кај работодавачите. Работат за минимална плата, за која што работодавачите плаќаат само персонален данок, меѓутоа не и придонеси. И сега ако зборуваме за реалните работни места и за реалното намалување на невработеноста, тогаш доаѓаме до таа контрадикција со реалната бројка со која што располага АВРМ
во овој дел, со бројката со која што, застарените бројки со кои што располага Заводот за статистика, бројките со кои што располага Државната изборна комисија зборуваат за бројката на работоспособно население надвор од Република Македонија, и од друга страна зборуваме за мерки за вработување од кои што граѓаните, односно вработените, немаат никаква корист. Во Министерството за труд и социјална политика не се направени соодветни анализи колку овие мерки за вработување се во интерес на институциите, односно во интерес на државата, во интерес на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, колку се во интерес на работодавачите и колку се во интерес на вработените. Ако се направи таа анализа, а во моментот ја правиме, ќе видиме дека тука имаме исклучива поволност на работодавачите, но не и за државата по однос на платените придонеси и не и за вработените по однос на вработувањата. Она што е наша заложба е секој вработен да има прво отворено реално работно место, а не пререгистрирање на фирми и прикажување на стари вработени како нови вработени и користење на бенефициите од страна на државата во парични средства, репроматеријали и други субвенции кои што ги даваат како корис за работодавачите, неселективност на фирмите по однос на добивање на одредени поволности од страна на државата во делот на субвенционирањето и недискриминацијата на лицата кои што бараат работа. Така што, ако ги земеме во предвид сите овие бројки, јас наодговорно тврдам дека историски промовираниот процент намален на невработени во Република Македонија е нереален. Поштована министерка, благодарам за интервјуто. Цивил работи во функција на што поголемо издигање и заштита на социјалните права и социјалната правда. Според тоа, ќе следиме работата од аспект на сите нарушувања, но секако земајќи ги предвид и мониторирајќи и натаму и вашата работа, и вашите ветувања. Благодарам на вниманието и благодарам на интервјуто.